Патници низ времето, мит или реалност? Патувањето низ времето отсекогаш било една од најголемите мистерии кои го фасцинирале човештвото. Од митови и легенди до модерни научни теории, идејата за патување во минатото или иднината не привлекува со својата интригантност. Но дали има вистински докази за луѓе кои успеале да го направат невозможното? Во ова видео ќе разгледаме неколку од најпознатите случаи на наводни патници низ времето и ќе анализираме научната основа зад оваа феноменална идеја. Што е патување низ времето? Според науката, патувањето низ времето значи можност да се премине од еден временски период во друг, без да се помине низ нормалниот тек на време. Ајнштајновата теорија на релативноста покажува дека времето е релативно, тоа може да забави или да забрза зависно од брзината на движење и гравитацијата. Теоретски, ако човек патува со брзина блиска до брзината на светлината, времето за него ќе минува побавно отколку за оние што остануваат на земјата. Но најголемото прашање е, дали некој навистина успел да патува низ времето? Познати случаи на наводни патници низ времето. 1. Џон Тајтор, мистериозниот интернет патник. Меѓу најозлогласените приказни за патници низ времето е онаа за Џон Тајтор, во 2000 година. На интернет форумите се појави човек кој тврдел дека доаѓа од 2036 година и дека е дел од воена мисија за враќање на IBM 5000 исто компјутер од 1975 година. Според неговите тврдења, во неговата иднина светот бил уништен од нуклеарна војна. Америка била поделена на неколку независни региони. Компјутерот IBM 5000 исто им бил потребен за да се поправи грешка во Unix системите. Тој објавил слики од неговата временска машина и оставил предупредувања за иднината. Но, бидејќи едно од неговите прецизни предвидувања не се остварило, многумина го сметаат за измама. 2. Хипстерот од 1941 година, необјаснива фотографија. Во 2010 година, Музеот Канада објави ретрофотографија од 1941 година на отворањето на South Fork Bridge. На фотографијата, среде луѓето во класична облека од тоа време, стои млад човек кој изгледа како да припаѓа на денешницата, носи очила за сонце, модерна фризура и мајца со лого на денешните модерни брендови. Многумина ова го сметаат за доказ за патник низ времето, но скептиците тврдат дека облеката можела да постои и во тоа време, само што била поретка. 3. Човекот со мобилен телефон од 1938 година. Во стар филм од 1938 година, една жена може да се види како држи мал телефон до увото и како разговара на мобилен телефон, технологија која во тоа време не постоела. Дали ова е случаен момент или можеби доказ дека таа личност носела уред од иднината? Некои истражувачи велат дека веројатно држи примопредавател, уред кој тогаш постоел, но другите не се убедени во таа приказна. 4. Ендру Карлсен, берзанскиот мајстор од иднината. Во 2003 година, FBI уапсил човек по име Ендру Карлсен, кој за само 2 недели со вложување во акции заработил $350 милиони. Тој започнал со само $800, но чудесно предвидел кои акции ќе растат. При сослушувањето, тој тврдел дека доаѓа од 2256 година и дека знаел што точно ќе се случи на пазарот. FBI не можеле да најдат никакви информации за неговото минато, подоцна. Мистериозно исчезнал и никогаш повеќе не бил виден. Некои веруваат дека оваа приказна била новинарска шега, но други ја сметаат за вистински доказ за патник низ времето. 5. Пронајдени модерни објекти во стари археолошки слоеви. Понекогаш, археолозите наоѓаат необјасниви предмети во антички слоеви на земјата. Например, часовник од Швајцарија пронајден во кинеска гробница стара 400 години. Делови од машини најдени во слоеви на земјата стари милиони години. Дали овие објекти значат дека некој од иднината дошол во минатото? Научен поглед, дали патувањето низ времето е возможно? Науката вели дека патувањето во иднината теоретски е возможно, ако патуваме со брзина блиска до светлината, времето за нас ќе минува побавно. Но враќањето во минатото е далеку покомплицирано.
Физичарите како Стивен Хокинг и Мичио како зборувале за можни методи како црвоточини, теоретски премини низ просторот и времето. Гравитацијски полиња, огромни маси можат да го искриват времето. Но, до денес, се уште немаме технологија да го направиме тоа, или пак има и се крие од очите на јавноста. Проценете сами дали тука се нормално и природно. Заклучок, дали навистина има патници низ времето? Додека има многу мистериозни случаи и фотографии кои не тераат да се запрашаме, се уште нема конкретен доказ дека некој навистина патувал низ времето. Но што мислите вие? Дали некој од овие случаи ве убеди дека патувањето низ времето е возможно? Или мислите дека се е случајност или пак можеби вие знаете некој ваков случај? Слободно пишете во коментар под видеото и не заборавајте да се претплатите на канал Тампес за уште повеќе мистериозни и интересни видеа.